Благодарам за поставеното прашање што се однесува до истрагата за личните карти. Иако во образложението на прашањето пратеникот посочи на почетокот дека многу малку информации има или дека нема информации, на крајот од прашањето ги кажате сите информации за истрагата која што се води во рамките на Министерството за внатрешни работи, така да сигурно е дека знаете дека е отворена таа истрага и гледам дека добро баратате со деталите кои што ги сподели Министерството за внатрешни работи. Прва и основна работа истрагата ја води јавниот обвинител во Република Македонија согласно законските прописи, не ја води Министерството за внатрешни работи. Беше пријавено во Министерството за внатрешни работи дека постои индиција за фалсификување на лични карти, донесени 105 примерока. Веднаш пријавителот беше примен од директорот на Бюрото за јавна безбедност Горанче Савовски, кој што патен да споменам не е променет, туку истиот директор и од претходниот министер за внатрешни работи. Е даден во одделот за организиран криминал, каде што исто така началник е Зоран Глигоров, кој што е назначен од претходниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, и сите тие заедно работат на истрагата врз основа на наредбите кои што ги дава јавниот обвинител на Република Македонија. Према тоа, истрагата е во моментот во тек во однос на вештачењето е завршено, првичното вештачење што се однесува на тоа дека хартија, печатените материјали е фалсификат. Откриено е дека од тие 105 лични карти на 90 луѓе им е украден идентитетот, дека тие лични карти се однесуваат за Куманово, за Кичево, за Штип, за Гостивар, за Скопје и така натаму. Врз основа на наредбата од јавниот обвинител се вршат проверки во ДИК и во Завод за статистика, кои што го имаат избирачкиот список, за да видиме дали тие биле воопшто употребени и дали се користени за некои други цели. Така да најважно е да имаме една квалитетна истрага, која што ќе даде одговор на прашањето кој ги фалсификувал овие лични карти, зошто ги фалсификувал, дали биле употребени, зашто биле употребени, по чија наредба биле правени. И тоа е добро не само за вас, тоа е добро за Република Македонија воопшто, да видиме дали има некој во Република Македонија кој што фалсификува лични карти или други некакви документи во државата, се со цел да можат граѓаните да имаат една сигурност во овој дел. Јас очекувам исто така, значи, енергично да се води истрагата и во однос на овој процес и во однос на другите процеси, заедно со обвинителството, и навистина ќе очекувам да видам токму и началниците на овие оддели кои што ги спомнав, оние кои што работат на овој дел. Јас очекувам професионално да се завршат работата и да видам во кој период, како ќе направат. Имаше најава дека тоа може да се заврши во рок од 5 дена од поранешниот министер. Веројатно тој министер немаше сам тоа да го прави, туку ќе го прави врз основа на резултатите од овие инспектори, од овие началници кои што и денеска работат, има шанса тоа да го завршат. Кога ќе биде завршена целосната истрага, кога ќе има информации за тоа кој ова го направил, зошто го направил, како го направил и така натаму, ќе биде информирана македонската јавност и вие за делот од истрагата, и на тој начин да се стави точка на ова прашање. Имаме, немаме, колку биле, како биле и зошто биле. Инаку, прочем, сакам да напоменам дека не после пријавата во МВР дека има лични карти, македонската јавност не дозна околу ова афера. Ние дознавме околу аферата со фалсификатот лични карти од проектот Вистината за Македонија. Се сеќавате на неколку од разговорите, во кои што се насочуваше дека се издаваат некакви лични карти за некои цели и така натаму, и на дел од министрите во разговор со одредени началници, например на поранешниот началник на СВР Струмица, Маријан Наковски, кој што директно беше вклучен во оваа цела работа. Така да, ова не е нешто ново, кое што денеска сме го дознале или пред неколку дена во Министерството за внатрешни работи, ама исто така се согласувам со вас и треба до крај да се издржи целиот овој процес, за да нема злоупотреби во јавноста од било кој, посебно не во политички злоупотреби. Благодарам.